Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате: шестата изборна единица во новиот македонски парламент ќе има старо нови пратеници, но и свежи имиња. Во стоматолошката служба во Тетово се вршат стоматолошки прегледи кај учениците од 1 до 3 оделение. Планинарските тури продолжуваат, но по строго утврден протокол за заштита. Според првичната симулација на пратенички мандати во шестата изборна единица, најмногу пратеници добива ДУИ, вкупно 7, по која следува коалицијата на Алијанса и Алтернатива со 6. Коалицијата Можеме на СДСМ и БЕСА ќе има 4, додека ВМРО-ДПМН со коалицијата 2 представника во Законодавниот дом. ДП во шестата изборна единица освои едно пратеничко место. Шестата изборна единица во новиот македонски парламент ќе има старо нови пратеници, но и свежи имиња. Симулацијата на мандати во шестка, направена според првичните резултати од Државната изборна комисија, покажува дека најмногу пратеници добива ДУИ, вкупно 7, по која следува коалицијата на Алијанса и Алтернатива со 6. Коалицијата Можеме на СДСМ и БЕСА ќе има 4, додека ВМРО-ДПМН е со коалицијата 2 представника во Законодавниот дом. ДПА на овие избори единствениот мандат го освои токму во шестата изборна единица, од каде во собраниско столче седнува председателот на партијата Мендух Тачи. Од 7 идни пратеници на Демократската унија за интеграција 2 се жени, Арта Билали Зендели и Виолца Адеми. Исто толку припаднички на понежниот пол има и во пратеничките редови на коалицијата Алијанса Алтернатива. Тоа се Елирие Даути и Артина Ќазими, која со своите 23 години воедно ќе биде најмладиот член во новиот собраниски состав. Како женска сила од СДСМ и од ВМРО-ДПМН во парламентот влегуваат Фаница Николовска и Дафина Стојановска. Од веќе познатите политички имиња како пратеници од шестата изборна единица ќе бидат лидерите на албанските партии: Али Ахмети на ДУИ, Зијадин Села на Алијанса за албанците и Билал Касами на БЕСА. Се разбира, промени се очекуваат по составувањето на владата со оглед дека некои од избраните пратеници ќе станат министри. Законите налагаат откако ДИК ќе испрати конечен извештај до собранието со комплетирани податоци. За најмногу 20 дена треба да се закаже конститутивната седница. Потоа председателот на државата во рок од 10 дена од конститутивната седница е должен да го определи мандатот за состав на новата влада. Во Тетово и околината веќе не се бројат кластери како претходно, туку има широко распространета трансмисија на болеста. Бројките во гостиварско пак секојдневно се во пораст. Во Полошкиот регион во изолација со решение одат дополнително 44 лица. Во Центарот за јавно здравје Тетово веќе не се бројат кластери на заразени лица со COVID-19 во градот и околните општини како претходно, туку има широко распространета трансмисија на болеста. Денеска, според информациите од Центарот за јавно здравје, бројката на нови случаи скокна на 31. Откако во текот на изминатата недела имавме од 3 до 13 ново заболени на дневно ниво. Во текот на изминатото деноноќие на 44 лица, 21 во Тетовско и 23 во Гостиварско, изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а извршени им биле контроли на 520 лица со вакви решенија во Тетовско и 255 во Гостиварско, и при тоа не биле констатирани неправилности околу почитувањето на решенијата. Медицинските лица постојано потсетуваат дека зголемувањето на бројот на заразени со COVID се должи на непочитување на мерките, а доколку продолжи трендот на зголемување, можно е да има и нови рестрикции. Единствена друга мерка која што може да дојде во предвид како дополнување на овие сегашни мерки е рестрикција во движењето. Внимавајте, ова нема да биде нешто што ќе биде актуелно сега или само во летните месеци. На есен уште повеќе. Тогаш кога ќе бидат повеќе луѓе внатре, нема може веќе ниту ред да се чека надвор. Ќе имаме дополнителен број веројатно на пациенти од сезонски грип. Проблемот може да биде уште поголем.
Мерките кои се воведени со цел спречување на ширењето на заразата со коронавирусот во Тетовско-гостиварскиот регион не се почитуваат доволно. Тоа го покажува и полициската статистика во која е регистрирано дека секојдневно се казнуваат лица кои не носат заштитна маска. Во изминатото деноноќие СВР Тетово изготвил вкупно 77 прекршочни платни налози за неносење заштита на лицето, од кои на 57 лица во Тетовско и на 20 лица во Гостиварско. Во стоматолошката служба во Тетово во текот на летниот распуст се вршат прегледи и залевање на трајните заби кај учениците од 1 до 3 оделение од градот и околината. Родителите можат да ги однесат своите деца секој работен ден од 9 до 13 часот. Поради пандемијата со коронавирусот беа прекинати систематските прегледи кај децата. Па летниот период во оделението за детска и превентивна стоматологија при јавната здравствена установа Здравствен дом во Тетово се користи за вршење стоматолошки прегледи и залевање на трајните заби кај децата. Родителите на учениците од 1 до 3 оделение можат да ги донесат во службата секој работен ден од 9 до 13 часот. При тоа се препорачува почитување на протоколите за заштита, односно носење маска и држење растојание. Значи, превентивните прегледи за децата, училишните деца, кои што редовно секоја година се спроведуваат во текот на учебната година, годинава за жал поради пандемијата со COVID-19, неколку генерации беа прекинати. Станува збор за училишни деца од 1, 2 и 3 одделение, од училиштата во Тетово и околните општини, односно општина Брвеница, општина Боговиње, Теарце, Јегуновце и Желино, кои што сега ќе треба во текот на летниот распуст, значи заклучно со 30 август, индивидуално родителите да ги донесат тие деца тука во одделението на за детска и превентивна стоматологија при Јазов здравствен дом, секој работен ден помеѓу 9 и 13 часот, за да се изврши тој систематски стоматолошки преглед и залевање на трајните запчиња. Бидејќи е малце тешко изводливо носењето на деца како во текот на учебната година организирано од училиштата, затоа е овој апел до родителите индивидуално кога ќе најдат можност. Националната стратегија за превенција на орални заболувања кај деца која во нашата земја се спроведува околу 13 години, дава позитивни резултати. Во последниве неколку години кариес индексот е намален. Долги години веќе го работаме ова кај училишните деца. Еве можам да напоменам, сега веќе имаме одредени податоци, бидејќи долги години се работа. Пред да почнат овие стратегија, оваа програма, кариес индексот кај нас во Македонија беше над 6, што значи кај секое дете во просек имаше повеќе од 6 заби или расипани, или пломбирани, или извадени. Тоа е КЕП индексот. Сега веќе како што поминуваат годините со оваа стратегија, генерално на ниво на држава се намали некаде на околу 2,5. Така да итекако има улога, бидејќи здравието, како што знаеме, поврзано, оралното здравје итекако е битно и за изгледот, но и за целокупното здравје на организмот кај дечињата, и добро е да се ствараат на крај крајва и тие навики за посета на стоматолог, затоа што на овој начин децата најмалце еднаш годишно доаѓаат тука од 1 до 7 одделение. Во оделението за детска и превентивна стоматологија при ЈЗУ здравствен дом Тетово во изминативе 15 на дена на стоматолошки преглед дошле 1500 деца од околу 5500 ученици од 1, 2 и 3 оделение. Планинарските тури продолжуваат, но по строго утврден протокол за заштита. Од планинарскиот клуб Тетекс информираа за она што го поминале досега годинава, како и за следните тури во текот на летото.
Љубовта кон планинарењето не стивнува ниту за време на епидемијата со COVID-19. Напротив, желбата за чист воздух и убавата природа на Шар планина е уште поголема. Од најстариот планинарски клуб во Тетово Тетекс велат дека планинарските тури се одвиваат уште од месец февруари, но заради состојбата сега се особено предпазливи и се водат по строго утврден протокол. Што се однесува до планинарските тури кои што оваа година планинарскиот клуб Тетекс од Тетово почна да ги организира со оглед на ковид ситуацијата која што ја имавме во државава, може да кажеме дека бевме испречени нели да се организираат така поголеми тури кои што масовно ги организиравме во текот на минатата година, придржувајќи се кон протоколот и кон правилата кои што ги имавме од страна на Федерацијата за планинарски спортови на Македонија, се придржувавме кон нив и организиравме веќе неколку тури во изминатиот период, но сепак гледавме да биде запазена препорачаната бројка од Федерацијата, која што беше максимум 25 лица. При тоа, почитувајќи го и протоколот за транспорт, односно за превоз до одредените места, со тоа што нели имавме доколку капацитетот на комбето беше до 25, ние одевме 11 планинари во превоз, така да строго ги пазевме овие протоколи. Во иднина планираме нели тоа да биде Караниколичко езеро, го планираме Јелачки Црнврв. Тоа се приближно тури кои што се овде близу на Шар планина, за да можеме да се организираме претежно со приватен превоз. Инаку во минатиот период имавме планинарски тури кои што беа на Крчен, кои што беа на врвот Веливар, исто така Лешница, го организиравме и меморијалниот марш традиционалниот Марко Илиевски. Ако во минатиот период, односно во минатата година имавме околу 160 луѓе на ниво на Македонија, оваа година пак ќе кажам се задржавме на бројка од околу 20 на планинари. Најважно е да се биде внимателен, да се земе потребната опрема, за да се ужива во природните убавини на Шара. Носењето на заштитна маска нели и на раквици, како и дезинфекцијата на превозот и на рацете и хигиената се разбира. Мора да внимаваме исто така во летниот период да не се гази секаде каде што ќе стигне, да се внимава на змии и на такви работи, затоа што сега барем пред околу 2 недели имавме и каснување на змија на планинар наш колега од Гостивар. За среќа се помина како што треба, на време се реагираше и човекот е во ред. Да се пази нели и на тоа, имајќи го предвид фактот дека Шар планина има нели змии по патеките. Тоа би подразбирало нели носење на соодветна и опрема. Така, значи обично имаме планинари кои што одат со кратки панталони, се препорачува носење на долга панталона, ако веќе не, тогаш да биде висока чорапа. Во последно време се поголеми се апелите и за медицинска придружба на планинарите во случај на некоја повреда или несреќа, со цел навремено да се пружи соодветна помош. Расветлени 3 разбојништва пријавени уште во 2018 година, 27 писмени предупредувања за некористење на сигурносен појас, како и санкционирање на 8 непрописно паркирани возила. Секторот за внатрешни работи Тетово расветли 3 разбојништва пријавени во 2018 година и до Основното јавно обвинителство Тетово поднесе кривична пријава против 44 годишникот Горни Милановац, Република Србија и уште едно лице. Двајцата пријавени се сомничат дека во април, мај и јуни, најчесто во периодот од 20 до 21 часот и 30 минути, извршиле кривично дело разбојништво во 3 маркети во Тетово, во кои влегувале маскирани со фантомки на главите, додека едниот од нив им се заканувал на вработените со огнено оружје пиштол. Тие од вработените во маркетите во овие разбојништва вкупно одзеле близу 140.000 денари, а потоа на брзина ги напуштале објектите. Полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово исто така во рамките на континуираните сообраќајно-контролни активности изготвиле 27 писмени предупредувања за некористење на сигурносен појас, а откриле и законски санкционирале и 8 непрописно, односно погрешно паркирани возила, 4 лица кои ги управувале возилата без положен возачки испит и друг вид прекршоци. На сите прекршители изготвени им се поднесоци. Фудбалскиот второлигаш Гостивар со неколку квалитетни засилувања најави дека оваа сезона ќе има прволигашки амбиции. Фудбалскиот клуб Гостивар во новата сезона влегува со амбиции за пласман во првата лига. Клубот во овој преоден рок донесе неколку квалитетни засилувања, со кои екипата со сигурност ќе се вмеша во борбата за првото место во втората лига Запад.
До сега во Гостивар пристигнаа Христијан Кировски, Иван Настевски, Агон Имери, Едис Пахиу, Алмир Реджепи, Петар Лјамчевски и Артит Зекири. Како што се гледат новите трансфери, значи амбициите не се кријат више, амбициите се прва лига. Сме зеле играчи од прва лига, 6 засилување имаме. Значи комбинира сме млади играчи, искусни играчи, сме се засилувале со едни играчи што играле, значи имаат богатство во прва лига, значи некои 5-6 сезони играле во прва лига. Значи се играчи кои може да го носат товарот и се надеваме дека ќе успееме на крај сите заедно, значи ние како раководство, стручниот штаб и играчите на крај да се прогласиме шампиони на втора лига. Екипата на Гостивар веќе го одигра и првиот контролен надпревар, и тоа против Тетовска Шкендија. На овој надпревар гостиварци беа поразени со 1:0 со голот на Имери, но тренерот Топчиу е задоволен од прикажаното на неговите играчи. Од денешниот надпревар со Шкендија сум задоволен, затоа што четврти тренинг ни е ова. Шкендија знаеме дека е скоро 20 дена на тренинзи, ова уште ние сме во прва фаза. Меѓутоа направивме на утакмица пријателска со Шкендија и нашите играчи да видиме кај сме, што сме. Иначе ова утакмица не ни беше, мислам, со Шкендија да видиме какви сме, што сме, затоа што 4 тренинга толку не е. Јас сум задоволен многу од утакмицава денеска, од ангажирањето на играчиве. Мислам од втората фаза, третата фаза со другите пријателски утакмици многу подобри ќе видиме. Според најавите од Фудбалската федерација на Македонија, сезоната во второлигашката конкуренција ќе започне на 22 август. Почитувани гледачи, ви благодариме на вниманието и имајте пријатен викенд. Пријатно!